Објавено вознемирувачко видео од убиството на ракометарот Денис Тот, за кое во јавноста постои сомнеш дека некој сакал да го сокрие. Додека надлежните не откриваат детали, на социјалните мрежи се појави снимка на која се гледа како беше убиен 28 годишниот Хрват. Во видеоматеријалот првично објавен, па избришен од YouTube, па потоа објавен на Твитер, се гледа како првично Хрватот, кој настапуваше за РК Бутел, добива 2 удари во лицето, за попадот на земја да продолжи да биде шутиран во главата од осомничените за убиството. Шокантното и вознемирувачко видео ја открива вистината, но уште поскандалозно, открива дека некој по се изгледа сакал ова да биде сокриено, дека станува збор за убиство, официјално беше соопштено по повеќе од 24 часа, а тоа очигледно е во самиот момент. Дури лекарите тврдеа дека немало видливи траги на насилство на телото на трагично починатиот ракометар. Тоа што е чудно е дека тој нема видливи знаци на насилство. На нашата клиника беше донесен без срцева акција. Правиме се што можеме во моментот за да му го спасиме животот. Наместо да се каже вистината, одредени медиуми ја политизираа ситуацијата со објавување на фотографија од првоосомничениот со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, а токму ВМРО ДПМН беше меѓу оние кои гласно предупредуваа дека некој сака да го сокрие целиот случај. Треба министерството да одговори зошто криеше и зошто молчеше и зошто институциите кои што се надлежни за да го расветлат овој грозоморен настан не го расветлуваат, туку гледаме дека се обидуваат континуирано по тепих да ја стават работата. Требаше едноставно за да не се случува ова расфрлање на пердови, да излезат надлежните и да кажат кој е сторител, сторителите се пронајдени, сторителите се лишени од слобода и ќе одговараат за овој грозоморен чин. Тоа е она кое што требаше да се случи. Зошто некој го соткрива се тоа, треба да одговорат тие кои што го кријат сторителот на ново убиство. Додека македонските медиуми бараа информација од надлежните, по 3 дена се јави главниот скопски обвинител Гаврил Бубевски, но за хрватските медиуми во изјава за РТЛ застана во одбрана на Карил. Мислам дека воопшто немаше намера да се прекрие. Само сплет на околности. Мислам дека тоа беше лоша медицинска проценка и стојам на тоа. Моите најнови информации велат дека се уште се трага по човекот кој го почнал сето тоа. Тој прв го удрил ракометарот, кој не се ни бранел, а подоцна другите двајца го удирале со нозе во главата. Еден се уште е во бегство. Хрватската амбасадорка во земјава Ниве Стигањ, потенцирајќи дека случајот е трагичен, пред се за неговото семејство вели дека будно следат ситуацијата и очекуваат правдата да биде задоволена. Веста за убиството на ракометарот Тот е топ тема во хрватските медиуми, кои бараат одговори за овој трагичен случај.